Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Имер Селмани, бизнисмен, претходно активен во политиката, беше и председателски кандидат на изборите во 2009 година. Господине Селмани, албанците се уште чувствуваат дека се нерамноправни во државата, бараат формулацијата 20% во уставот да биде заменета со албански јазик и албански народ. Од друга страна, македонците сметаат дека се граѓани од втор ред, особено во општините каде на власт се партиите на етничките албанци. Колку според вас се успеа да се интегрира општеството 22 години по Охридскиот рамковен договор? Значи, после 22 години можеме да кажеме слободно дека имаме не само солиден прогрес, тука имаме многу добар прогрес, кој што може да се оцени со највисоките оценки според сите параметри во делот на изградбата на државата, градењето на институциите, во смисла на еден мултиетнички концепт кој што беше замислен со Охридскиот рамковен договор и после тоа и со уставните измени. Знаете, секојаш постои еволуција. Значи, ниту уставот на една држава, на било која држава, не е вечен, ниту законите се вечни, така што секојаш ќе имате интенција за подобар напредок, за повеќе права, и македонците имат право да сакат да барат повеќе права, и албанците имат право да барат секојаш повеќе права. Меѓутоа, кога живееме во една заедница, тоа исто како да живееш дома со деца и со сопруга, секојаш ќе најдеш или ќе бараш на крајот на денот некој компромис. Така што и она што денеска после 22 години имаме ситуација кај што еден добар дел од општеството е задоволно, меѓутоа имаме и незадоволни, дали се тоа се индивиду, дали се тоа поголем или помал процент, дали се тоа политичари, сепак е работа која што ќе еволуира и понатаму, и на крајот на денот, кога сакаме да ја градиме државата и знаеме дека ова е наша заедничка држава, ќе дојдеме до одреден компромис во кој што сите ќе бидеме задоволни. И македонците кои што живеат во, да кажеме, општини, локални самоуправи, каде што албанците се во поголем процент, каде што имаме градоначалник албанец, каде што имаме совет кој што е во мнозинство, кај што се албанци, сепак имат и тие право да за одредени незадоволства да го дигнат гласот и да барат да се унапредат нивните права на локално ниво, како што и албанците. Во најголем број албанци денеска смета дека пред 22 години 20% беше, се знаеше дека се однесува на албанците и кога се потпишуваше Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, за да се најде некој компромис во тоа време, бевме, нели, сепак Охридскиот рамковен договор беше еден инструмент, еден договор за запирање на војниот конфликт во тоа време, беше најдена формулацијата 20%, кој што сите знаевме и македонците и албанците дека се однесува на албанците. Сега, после 20 и кусур години, нормално е да се постави прашањето, а зашто 20%? Кога тоа е формулација, за тоа време ги задоволувала, да кажеме, тогашните околности. Сега е време кога јасно треба се каже на што се однесува 20%, така што и албанците тука имат право да си го постават легитимно на маса и да се бара решение. Но не се почитува закон за знамиња, символи, химната, како што беше случај при посетата на косовскиот премиер Курти, недопирливост пред законите на функционерите на ДУИ. Од друга страна имаме ситуации кога фудбалскиот клуб Тетекс се жали дека на градскиот стадион само фудбалскиот клуб Шкендија може да тренира. Значи ли ова според вас дека пропаѓа ли проектот едно општество за сите? Не може да пропаѓа, затоа што едноставно ние имаме таква судбина тука во нашата држава да живееме заедно. Некојаш ќе се чувствуваме покомотно, некојаш помалку комотно, меѓутоа ние имаме таква судбина и ние мораме да најдеме начин како да живееме заедно. Законите треба да се почитуваат, додека се на сила. Нешто што не чини треба се дигне како иницијатива и да се смени.
Затоа и на почетокот реков, не е вече ниту уставот, ние 2-3 пати после примените на одредбите од Охридскиот рамковен договор во самиот устав и измената на уставот, ние уште 2 пати сме го отворили уставот поради XX потреби. Така што и уставот може да се смени и законите може да се сменат ако се со добра намера и ако е за цел да живееме поспокојно и подобро. Не знам за стадионот, за Тетекс и така натаму, не можам да дадам таков одговор, меѓутоа што се однесува до протоколите, поготово кога се работи за високи позиции, на високи, да кажеме, висока делегација од гости, јас сум за секој да се почитува протоколот и да се почитуваат законите. Затоа што тие закони, тој протокол го донеле пратениците во собранието, гласале за тој закон и за тој протокол, гласале и албанците, и македонците, и нормално ние, тоа што гласаме, мораме да го почитуваме, поготово што тоа сепак, тие закони за знамињата и така натаму, се изворно донесени согласно Охридскиот рамковен договор и последните, односно тогашните измени на уставот. Така што јас сметам дека за све што е пропуст треба јавно да се каже и истото да не се повтори. Без оглед на тоа дали албанците и колку албанците се уште химната ја чувствуваат за своја, затоа што не се спомнуваат никаде таму и така натаму, тука има дилема кој што од секојаш последните 20 и кусур години се разговарало. Меѓутоа, за знамето јас сеќавам 2007 или 2008 година еднашка беше Уставниот суд тој кој што го укина, го поништи законот за знамињата, па после повторно, мислам дека 2009 година беше донесен во времето на мнозинството ВМРО, ДПМН и ДУИ и мислам дека тој закон треба сите да го почитуваат. Вие во 2009 година како председателски кандидат освоивте над 40.000 гласови на етнички македонци. Од друга страна, СДСМ на изборите во 2016 година исто така околу 50.000 гласови освоја од етнички албанци. Мислите ли дека тоа е можно да се случи денеска? Не, тоа е можно. Тоа е докажано дека е можно. Само што треба да се даде од страна на политичарите соодветна добра, искрена понуда. 2016 година на парламентарните избори СДСМ излезе со понуда за мултиетничка држава, едно општество за сите. Прашање тоа колку после понатаму се реализираше до крај. Тоа понудата сега, ако се враќаме 2016 година, навистина беше понудата не солидна, туку беше супер солидна во смисла на мултиетничка Македонија, онаква како што ја имаме. Имаше пратеници, значи кандидати за пратеници албанци во редовите на СДСМ, така што во тој период тие гласови, тие гласачи албанци едноставно детерминира да СДСМ и коалицијата во тоа време успее да се доближи до еден пратеник, ако не се лажам, до ВМРО ДПМН. Иако ВМРО ДПМН победи, меѓутоа со овие албански гласачи кои што 50 повеќе или помалку илјади преведено во пратеници, тие се помеѓу 7-8 пратеници, значи успеа да се доближи до ВМРО ДПМН. 2009 година исто така беше добро релаксирано време во смисла на меѓуетничка толеранција, во смисла на понуда која што јас како председателски кандидат ја дадов и успеав да ги посетам повеќето општини кои што не беа само мултиетнички, туку и чисто етнички македонски од Источна Македонија. И дови поддршка која што дотогаш не беше видена како поддршка. Сето тоа значи дека нашиот граѓани, нашиот гласач знае во одреден момент да процени, да даде глас, како што се вика, во една заедница вкрстени гласови, односно гласови кои што не се поврзани со етничкиот предзнак. Тоа е доволна гаранција дека и утре, издадутре, било која понуда која што ќе биде вистинска добра понуда, која што ќе гарантира не само живот, соживот, толеранција, туку ќе гарантира напредок, ќе гарантира развој, економска благосостојба и полека затварање на сите овие, да кажеме, помали етнички прашања кои што се уште од време на време се поставуваат како теми, секако дека ќе добие поддршка
и од македонците, и од албанците, ќе добие поддршка и од србите, и од босанците, и од сите етнички заедници во државата. Дали според вас албанските партии на чии настани се веат знамиња со голема Албанија веруваат во тој проект или тоа го прават надевајќи се на гласови на национализам? Мислам дека тоа беше изолиран еден случај во кој што една иконографија во кој што јас како албанец, етнички албанец не ми представува некоја порака према мене, затоа што секој свесен и совесен граѓанин, не само на Република Македонија, туку и на Косово и на Албанија, знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е земја членка на НАТО. Косово, односно НАТО е во Косово. Така што границите се недопирливи, ние сите се стремиме, се бориме секој ден, нели, колку компромиси направивме за да влеземе во големото европско семејство, влеговме во НАТО. Албанија прави огромни реформи за да влезе исто така во големото семејство во Европа, така што нашиот сон на сите европски, да кажеме, проевропски ориентирани граѓани, а мнозинството и тука, и во Албанија, и во Косово се проевропски ориентирани, сонот е да живееме во Европа. Таа е иконографија која што не му прави некоја голема услуга нити тој што ја веел, нити таму каде што се веело, па нити на останатите. Мислам дека е еден случај кој што, дали во некој стадион некаде ќе се вее или се веело, или некаде било каде, такви знамења ние сме видели во минатото. Некој ќе извади знаме на голема Македонија или на некоја стара Македонија, на голема Албанија, на голема Србија, нема големо. Веќе само има една голема Европа. Светот е глобализиран и секој совесен и свесен граѓанин знае дека само во голема Европа ние можеме да живееме и таму ќе живееме. Во оваа насока вие имате контакти со граѓани и албанци и македонци. Што ним им е побитно? Повисоки плати, подобар животен стандард, правна држава или се уште некои од нив живеат со соништата за големи држави? Не. Правна држава. Мислам дека во моментот кога веќе имаме заокружени безбедности прашања во смисла на тоа дека сме членка на НАТО, најголемата потреба, суштинска потреба на граѓаните е да се чувствуваат безбедно во смисла на од правен аспект. Да се чувствуваат рамноправни, дека кои ќе се појават пред државната администрација со едно барање за било што, за мала работа, за голема работа, дека ќе бидат третирани исто како што било кој друг граѓанин, без разлика на кој социјален слој припаѓа, без разлика дали е политичар, дали е бизнисмен, дали е обичен некој работник во некоја фабрика, дека ќе биде третиран исто. Или кој ќе се појави на суд, или во обвинителство, или во полиција. Мислам дека насушна потреба на граѓаните денеска им е правно да се чувствуваат дека не се дискриминирани. Тоа е првата работа, значи правна сигурност. И втората работа секако е подобар и поголем животен стандард. Се движиме во таа насока. Денеска веќе не се постава прашањето дали можеш да најдеш работа. Денеска се бира работа. Во ситуација кога од Турција секој ден имаме наплив на градежни работници кои што доаѓаат тука работат по 1000 до 1500 евра плата зимат. Значи нашите работници кои што се квалификувани, минимум со таа квалификација, бират работа. Дали ќе сакат тука да работат или ќе отидат во Германија за 2500 евра. Така што мислам дека во ова насока треба се работи, да се квалификуваат луѓето, да се доквалификуваат луѓето за да бидат спремни да работат работи кои што се повисоко наградени и повисоко платени. Мислам дека правната сигурност и економската сигурност им е пред се на граѓаните. Господин Селмани, кои се допирните точки за подобрување на соживотот, за заедништвото во државава? Ние немаме проблем. Вие гледате некој проблем последните години помеѓу етничките македонци и етничките албанци. Имавме проблеми во минатото. Значи, кога минатото не зборувам пред 2001 година. Зборувам во ситуација кога по стадионите се пцуеа групите, комитите, шверцерите, извикува пароли, кога средношколците се тепа по автобусите, кога по плоштадите се брка жени со шамија, или ако излегуваат
деца кои што зборуваат на македонски од другата страна, па беа бркани од другите деца или другите дечки таму што живеа. Така што тоа ние последните години го немаме. Релаксиране тој однос. Единствено што треба политичарите е да не фрлат на било која искра која што ќе се појави, да фрлат бензин. Значи политичарите се тие кои што треба да дадат пораки позитивни и ако има било каква несогласност да не ја злоупотребуваат, туку да седнат и да барат решение. Ви благодарам за интервјуто. Благодаря на вас. Почитувани го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.